бада бинг, бада бум. Добре дојавте во уште едно видео. Не знам што беше тоа кринж интро. Ама, мислам дека ви е доста познат кадарот, затоа што ова е нашиот што? Unboxing кадар. Тоа значи дека имам пратка, што треба да бокснеме. Пратката е од Amazon. Прв пат нарачувам од Amazon. Ама има многу добри цени, особено за производи што се, да речеме, брендирани, слушалки, звучници, не знам, некои такви брендирани работи што не може да ги најдете на AliExpress. Имаат секогаш пониска цена од било кој ритейлер во Словенија тука, и во Македонија секако. Така да одиме да го унбокснеме, да видиме дали ми имаат скамнато прво, дали имам добро нарачано. Инаку имам нарачано, нема да ви кажам, треба да почекате да унбокснам што имам нарачано. Дали да имаме доверба во Джеф Безос? Искрено. It is what it is. Да не биде скам како со крпата од прехорното видео. Тука е тоа што го имам нарачано, а имам нарачано, тешко е. Бум! Marshall Bluetooth звучник. Отиде микрофонот. Магнетс. Многу сум хајпнат затоа што претходниот звучник што го имав беше таков безвезе звучник. Функционираше окей, ама кога снимавме видео во Левкада, го удри бран со вода на плажа и после почна да раџасува напред грилот и конечно цркна, за да имам добра причина да си земам нов звучник. Овој го звучник го гледам долго време и сум сакал да го земам, да го нарачам. Ама не му било пишано, сега му е пишано и сега е мој. Да видиме дали работи и одиме на побав кадар за да видите подблизу unboxingот. 20 часа батерија има, Bluetooth секако, и е целосно водоотпорен, значи може скроз да влезе во вода и да не му види ништо. Најбитно секогаш кога отворате вака брендирани работи, прво ако знаете да го проверите серискиот код за да видите дали воопшто е оригинално тоа што го имате купено. Второ, секогаш пазите да е ова овде лепенка залепена, така да знаете дали некој воопшто го има отворено производот пред вас. Често се дешава и со телефони да е ова тука одлепено. Знам дека еднаш купив телефон и ова тука беше одлепено. И се објаснувавме, ама either way, пазете. Океј. By the way, фирмата е оформена во 1962 година. Добар детаљ тука на пакувањето. Иначе многу е фенси. Не знам, барем мене ми многу фенси ми изгледа и имам многу респект за Marshall, за нивниот звук и за како изгледаат производите се така малку винтидж, малку 90s, 80s. Тука е звучникот, ама го ставаме за после да видиме што има тука плюс. Ова го ставаме тоа за влага. Тука би требало да биде кабелчето за полнење. Да. Друго нема. Инаку многу интересен исто така детаљ тука на кабелчето за полнење. Го има истиот патерн што го има по целиот звучник. Значи си е C повеќе. И исто така интересно. Ова е како стреп, како не знам како да го наречам, врвка кајфче тако што се става на звучникот. Ова е многу квалитетно помирано. Се става на звучникот за да можете да го носите овака, ова околу рака на звучникот. Ама тоа посече во исто вака е. Има интересни детали. Има внатре има патер некој.
И ова тука мислам дека е гаранцијата и Quick Start, Legal and Safety и за апликацијата, ама тоа не интересира на сега, не интересира the big boy, the big guy. Не можам да ви опишам уживо како изгледа. Бум! Ова беше најак бум до сега. Предоваре, гумиран е целиот. Дори има вака како гумирана рамка за да не мрда кога ќе се стави вака доле. Од страна има два буфери. И тука има две звучничиња внатре. Мене, што ми е доста битно, е ова тука. Има AUX влез, покрај тоа кај што се полни. Има AUX влез за да можам да го користам со контролерите кога пуштам музика и кога снимам видеа на другиот канал. Инаку, ова це тука, покрај полнење, некогаш ако немате батерија, може да се користи звучникот како power bank, затоа што има 20.000, мислам дека милиампери. И во апликацијата менувате да место да биде звучник, да биде power bank и да си го полните телефонот. Тука го пишува името, Marshall Middleton, Bluetooth копче за батеријата, бар, и директно можете да контролирате бас и требл од звучникот малку по-фенси. Отколку да влегувате во апликацијата, и тука има назват за песните, плюс-минус за звукот, и тука доаѓа ова. Дај сме спремни да го уклучиме. Power button, мислам дека ова. Како и да е, да не ве давам повеќе со звучникот. Уживајте во остатокот од влогот, ја одам да го тестирам, и сум многу возбуден. Бум! Продолжуваме со уште еден unboxing. Во прашање е парфем. Имам еден парфем за мене и едно како body mist за Теди. Така да одиме да го unboxнеме и имам еден мал стори за вас. Имам нарачено уште два парфема, ама не од Notino. Најдов некоја унгарска страница, што имаше многу подобри дилс од Notino и имаше доста во Словенија. И ги нарачав уште два парфеми, треба да стигнат таму. Немам добиено ниједна порака за пошта, за достава и така натаму, малце ми е сас, дали е воопшто вистинска страницата, и така беа прилично на попуст цените. Ама ќе видиме, неделава треба да стигнат, така да следниот кадар е или како се карам со нив на мејл и ви презентирам дека сте скам, или ќе стигнат парфемите. Помеѓу време да се радуваме на парфемите што ги добивме моментално. Тука имам, не знам кој следи инфлуенсерите што се као парфюм гурус. Aromatics е еден таков и е во колаборација со French Avenue. Еден парфем, ама прво да ви го презентирам ова од Теди. Sol de Janeiro. Овие што се прскалчињава, со тоа што ова има као светки некој како Shimmer имало Теди вика, не знам што значи тоа, небитно. Ова е. Сега Boom Aromatics Magnetic French Avenue во колаборација со Aromatics. Много е премиум пакувањето. Мислам сега да ги фрлам кутиите, ама респект за парфюмериите што прават премиум пакување. Исто така тука позади, затоа што као limited корекција од инфлуенсерот. Ама мислам дека на други парфеми има како гаранција scratch off, и ова кога ќе го одлепите има баркод, седиски код да проверите дали е оригинално. Така да, прво вие ќе видите. Бум!
класичен мирис затоа што тука, затоа што сигурно имаат прскано внатре. Иначе е летен парфем. Ги имате нотите тука. Летен парфем што треба да трае 8 сати повеќе. Што е искрено тешко за летен парфем. Ау, како мирис. Адиме да го тестираме. Atomizer check. Класика, добро. Многу интересен мирис. Добар, свеж, фреш, многу добар мирис. Одиме да го тестираме неделава. Како перформира на кожа. Видалишта. Ама, генерално win. Сега да видиме што се дешава за другите два парфеми. Инаку, од другите два парфеми се искрено болја комбинација. Еден е арапски парфем, што е многу вајрал моментално и е sold out секаде. Исто летен парфем, пошто се спремаме нели да се опремиме за лето. И еден е ниш парфем од Мансера. Така да, се надевам дека ќе стигнат и ќе ги unboxнеме во овој влог и другите два. No way, Jose. Видите што имам. Стигнаа парфемите. Значи не ми беше верно дека ќе стигна. Така да win за страницата. Уште ќе ја чувам во тајност. Прво треба Теди да ја однесеме на работа и после на паркинг ќе правиме unboxing затоа што не можам да издржам до дома. Ама win, многу сум возбен. Многу јаки парфеми. Да влогуваш? Не, те снимам да си објавиш колку си среќен и како идеш, целиот став. Многу сум среќен. Многу сум хепи. Да видиме. Еве ги тука. Стигна легит, значи? Да. Добро, малку црно од доле, ама стигна. Иде од Унгарија, Мажарска, да. Добро. Така да, ама прво да те однесеме тебе на работа, па после да си правам боксинг. В кола? В кола. Фер. Бум! Да, тоа во позадина беше вашиот омилен карактер Антонио. И позадината моментално, ако ви е чудно, тоа е затоа што е од неговиот стан. Антонио, презентира се во влогот. Здраво на сите. Одиме да отвориме. Ми даде нож за сечење краставици. Ама nevertheless е нож. Не можам да издржам. Парфемиве ги чекам скоро месец. Не месец, ама да речеме месец. И има 300 глупости овде. Некоја ваква прво заштитна. Омага! Едниот парфем. И главниот парфем. Let's go! Ама, одиме прво со не главниот парфем. Е тоа. Тоа е тоа. Riffs Freeze, ladies and gents. Ова е летен парфем. Што има што треба да има мирис. Вака. Се објаснати. Кутијата е многу добра. Многу јака кутија. Зашто го зедов овој парфем? Затоа што има нота на мраз. Што не знам како би мирисал мраз во парфем. Ама е многу популарен на TikTok и е sold out секаде, значи едва го најдов. Така најде да видиме. Мага! Како Ice Cube изгледа. Како коцка мраз е парфемот. Знаеш колку е добар? Идемо.
мириса на мохито На ладно мириса. и мириса тонко вика, значи мириса на ладно, на мраз, не можам да објаснам. Значи На ладно мириса, стварно. како коктел некој мириса од мохито и мраз. Не знам како да ви го објаснам мирисот на мраз. Во парфем, нели? Не е можно. Значи не е можно да мириса мирис на ладно. Тонко апрувно, значи? Да. Тонко апрувно. Сега, ladies and gents. Тоа се слушаш? Мириса на ладно. Не е можно, ја не разбирам. Стварно му пишува во notes ice. Кој е тој артифишал мирис на ice? За да мириса така, не знам, ова, дами и господа, што е? Ова е, прво е ниш парфем, значи многу по-сериозна прича од арапскиот парфем. И Тонко го знае пакувањето, Тонко knows what's up, значи. Имаме Мансера парфем, ниш Мансера парфем и the one and only French Riviera, baby. Мансера French Riviera. Овој парфем е најпродаван летен парфем на Мансера. Сега имаат и нов, Cinque Terre, ама овој е генерално најпродаван летен парфем. Викаат дека мириса на плажа и на крема за сончење, као тој вајб. Летен. Мансера е сериозна прича. Многу парфеми имам мириснат од Мансера. Така да, high hopes имам многу за овој парфем. Тоа премиум прича, а? Има пауч. Кутијата е по-дженерик искрено од прехваниот парфем. Ама, Мансера Paris, baby. Let's go! Тоа е тоа. Тоа е тоа. Океј, паучот ќе го задржам, а кутиите ги фрлам секојаш, затоа што на почетокот ги собирав и кутиите, и после кога ми се насобраа кутии, не знам дали би имам снимено колекцијата од парфеми. Тоа треба да го направам некогаш. Не ми е целата тука, пола ми е Македонија, пола Словенија, ама и тоа треба да ви снимам. Така да одиме да го тестираме. Имаат најдобар атомайзер. Атомайзер е иначе фактички прскалката тука, што го прска парфемот. Таков е као супер под притисок, pressurized. Let's go. Пратите го атомайзерот. Да? Многу добро мириса. Кажи. Многу е добар. Страшно. Во истово видео би требало, ако стигнам да го снимам Иван, да има реакција, затоа што му носам и нему парфеми, што си ги одбра тој што си ги нарача, и моите нови, да ги семпламе заедно. Многу добар. Пејам, брате. Let's go! Респект. Погодете кај сме сега, пошто мора да јадеме. Не може влогот мето да биде без јадење. И ако не можете да погодите од позадината, сме во McDonald's. Имаме опасна комбинација, пред некој месец имаше надпревар за да составиш бургер во McDonald's. И тие што беа победници во Словенија, што ги има најкреативните бургери, им одбра 4 и сега Мек ги прави тие 4 бургери. Имаме нарачано 2 од тие 4, затоа што другите 2 беа basic многу. Овие 2 беа малку поинтересни. Така да одиме да јадеме и планот е исто така да одиме на филм после ова. Така да на филм одиме заедно со цела екипа. Добро. Антонио. Ја ви смија. Shout out иначе до Наде и Иван. Предходна недела гледавме, исто бевме на кино, ама затоа што работевме до покасно не можевме да го гледаме Hail Mary и го гледавме Ready or Not. А сега одиме да го гледаме Hail Mary Project. Така да Наде и Иван го гледа и прувна, мора да го гледаме и ние. Така ми излага многу видеа за филмот и многу хай рейтинг. Така да после јадењето се гледаме во кино. И тука е храната помфрит со чедар сос. И ова е специјалниот бургер. Има 2 плескавици. И тоа, мислам, прилично големи плескавици за Мек. Сланина, некој чили сос и други глупости. Ана да видиме шта има. Помфрити, ова е амерички помфрит или криш краш.
Да видиме. Оу, барбекю бейгл го имаш? Во бейгл лепче, бургер. Истиот го има и Теди. Бейгл лепче, coleslaw и Тонко има исто барбекю бейгл. Исто и Така да, и дабл чизбургер, Тонко малку е на балкинг. Така да, одиме да ги демолираме. Најхолсом филм. Значи многу е тажно. Ако не се спашеш... Чути. Тери спойлери ви дава, ја ќе ги катнам, не се секирајте. А инаку мора да го гледате филм, предобар филм, не чекајте да излезе на медија, гледајте го во... Бум! Се спланиравме во Македонија. Многу не можеше да ви снимиме по пат, затоа што беше досадно и идевме со кола и само возевме и само јадевме. Да, јадевме. И не снимивме што јадевме. И сега јадевме и пак не снимивме што јадевме, затоа што бевме многу гладни. Ама, во претходниот кадар што ви реков, дека ќе реагираме заедно со новите парфеми со Иван. Значи, нашиот парфемуер гуру денес е Иван. Иван има нарачано прво 3 парфеми за него, господино, што си ги бирал. Прво негово моите, стручно. твоите. Да, прво тој си ги тестираш. Не циркај, значи. Што премена ранг листа. Да, и сега треба Иван да направи ранг листа, има 6 или 7 парфеми, имаме нови. Идејата е да бидат летни парфеми. Значи, опремени сме за летната сезона. Така да одиме со првиот парфем. А че кажи ми Шијака, Кадлаш, не знам како го читаат да арапите. приказнати што да ти зови? Причата со овој парфем е што јас си го одбрав за мене и кога му го пратив на Иван ми рече не може ќе биде парфемов за мене. И друга беше причата што доставата беше само треба да. плати. Достава беше 3 евра, а за бесплатна достава ни фале уште некои си 10 евра, евра и овој беше 10 евра на попуз некој. Така да зошто да платиш достава кога можеш да си купиш парфем? Уште еден парфем да имаш, да. Ајде ви. Мрдни го малце. А? Ја ти кажам. Old school. Многу old school. Ама мене многу ми се свижа. Ко берберница, она е стари не. Ама не, знаеш каков е dry down? Многу добар има dry down. Си допрскам се. Затоа што сме cheap as fuck, значи и сме во канцеларија, нема че прскаме парфеми нова, значи нека ни простат боговите на парфемите. Нема стигнат уште од тему што се тестерите, картивчињата. Значи, за сега нема што. Тој го рангираш, го рангира на прво место. Значи, само еден, логично. Следно е овој парфем, значи Afnan Supremacy Collector's Edition, на повеќето машки ќе ви биде познат затоа што растура на TikTok парфемов. Ја го имам мирисното претходно и му кажав на Иван дека мириса многу слично на, мислам, има генетика на Club de Nuit и на Creed Aventus, ама не му се свиѓало, сака да го земе, па сега да видиме да го тестираме. Не е друго е. Ќе видиш dry down. Крај да оно може да ама превишно не. Чекај малку. Не те подсеќа, иста генетика за хроц. Да, ама не е тоа. Добро, не е тоа секако. Неколку состојки со пустината. Да. Ама dry down што се базата. Поише е флорал, не е Да, ама од кога ќе се исуши ќе видиш. Ама all in all пак добар парфем. Ама позадина имаме комисија што не тера да ги презентираме парфемите, ние не сакаме. И сега ќе го оставаш. По премиум верзија од Club de Nuit. Искрено Club de Nuit, да, Теди не сака, значи Теди не сака воопшто бибер во парфеми. А Club de Nuit и Creed Aventus се многу по-нападени. Од ова, овој можеш малку почесто да го носиш. Буквално за се, за Да, оче. многу почесто можеш да го носиш.
Значи го рангираш што? Не, попусто. Многу малци има за да биде попусто, не знам. Добро, ма ако за сега, За сега прв. да. Следен парфем е Idea Intense од Латафа. Го еднакво да попусто. Ау, колкос. Убав е. Прсни. Мене ми се свижаше прсни. Ау, брат, исти е ко Не, брат. Кадлай Айленд. Не. Ај мириси, ја обично Исти е ко Айлендо. мене обично кокос Не и исти, ама кокос и ова речи го кокос, манго и тропските и а особено Дај, викаше дај на pineapple, ананас. Многу ми сметаат. Ама мене ова ми се Не, свижаше. има на нас. Ама поблага верзија од Айлендот. Ја овој на лето можам да го замислам. Убаве, да. Обичната верзија нема 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 везе. допирна Нема везе, точка да, со- да. дека претходно имав обичната тоа не интенсо, ама сосем различен парфем. Обичната е по офис, по basic парфеме, не... Invictus, Да. Ова е почна JP. Да. Збориме, мислиш сме професионалци. Ние сме стручњаци. Мора комисија да мириса. Реално, Получовек, човек протеран из индустрија смо. Ние, а? Јас сум Живко Слободан, полуполјопривредник, човек кој сум истерал из електронска индустрија. Ама си коментираме пошто ни се може. Многу юникове. Тој е да. Многу юникове. Брат, мене многу ми се свиде. Овој Да, најмногу многу ти го јуник. носе, значи. Најмногу ти. Сега, спремај се. Сега, трите парфеми вие ги видовте кои се, ама Иван не знае кои се. Не знае воопшто кои се. Ни кој е брендот, ни какви се, ни каква генетика има. Ја можам сега да го тизнам малку и да му кажам дека се скроз противни од све ова што е овде. Значи има јака палета на мириси. Тука може да мислите сама како ќе мириса. И да видиме како ќе ги рангира. Прв што би му го дал е парфемот што ви кажа дека е колаборација со инфлуенсер и со позната парфемска куќа. Тоа е Aromatixот. Жони, види го ботолот прво. Aromatix го знаеш инфлуенсер? Да. Има изваено 6 парфеми, нови са ви. Прсни. Да видиш што е парфем. Не ти се свиѓа? Дај някакво Лаванда, Не бе, лаванда? да, и Многу алкохол, брат. као YSL myself е, малку по-лайт. Да, ама По-лайт. Многу алкохолно. Трае тоа? Да. Трае и тоа, она, прилично. И проекција има многу. Многу на алкохол, као не знам дали до мене, ама многу алкохол. Не, чекај бе, малку да помине. Да потреси го ливче. Као myself, ама по-лайт е, по-летен. Да, да. Минт има, за да можеш да го носиш. Ој ти перфект офис фрегренс. Нели? Бе. Да не си толку Да. нападен. Фреш многу. А фреш, да. Ливчиња да ги подаваме позади на комисијата, пошто на крај се како комисијата ќе каже кој парфем е најдобар. Размисли се да имаш 4. Ама Толку Ајде, те разачара кокосот? кокосов, брат, на калидот. Да, ама ти имаш Мене ми траума, смачено, ти имаш тоа. траума со него, да. Не, ја не Од сакам, personal искрено opinion. не сакам, да. Лично е многу е лично. Знам многу луѓе што Ама носат. добар е, не е во... Ама особено за лето многу луѓе носат со кокос, со манго, со ананас. Мене ич, мислам, ми иде како пина колада повратена некоја. Многу ме нервираат тие таквите парфеми. Следен парфем, Ама драй дајното тоа е што мирисам сега на нели? на рака. Тоа ти реков. Не Не е губи лошо. кокосот. Можеш да го носиш. Лето, пример, сонце кога ќе те пече. И лете не, Да. не е друг. Ај види го трајналното овде сега ново. А? Алкохолот кај е? Се трна. Абе, ќе го размисли рангирањето ще 5 пати. Прво ќе ти го дам Нишот. Ќе му покажам прво тој затоа што ја мислам, мое мислење е дека последниот е најдобар. Тој што има нота на мраз. Нишов си е Ниш, мислам сепак респект.
Тонката? Не, Френч Ривиера. Мансера. Што ти викнува? Не знам, рад многу сакав од Мансера да го попнам черито, да имам Мансера. Баш слухо. Нели? Прска. Дај някој живоди. Вапорайзерот? Многу уникатен, мене многу ми се свижда. Sun Lotion, замисли? Да. Тоа е причата, уствари. Као плажа, Sun Lotion. Fun fact. Да. Има магнет и мора да го свртиш. Да, се го врти и само. Тоест, не, вака можеш да пробаш. Знаеш како? И се алајнот исто како диорот е. Да, и го врти, да. Исто како диорот, мора логото да го алајнет со лепанката напред. Буквално си намест. Спеј, учиме за парфеми со Иван. Ставите лајк ако сакате што е епизода. Памтиш кога купи диорот? Најака пред, некој сум сеснил со тоа, Дали... Диорот, и ја му викам, дека на Диорот има тоа дека лого Christian Dior CD. Ја му викам, кога ќе оставиш, викам капачето, стави му како што пишува CD и ќе видиш дека кога ќе пушиш капачето и доле ќе ти биде. И ја го разбрав да го земам CD и да видам дали капачето фитнува во кругчето од CD. Само ми Да, и пушта бара слика, дома CD. ми пушта слика, Со CD, тоа дека, абе брат, ништо не се дешава. Ја се газам све. Кај го оставаш? No hate, ама. Хајде. Ја разбирам. Мене не ми е као најдобар парфем, као вау. Ама идејата е SPF vibe, као Sun Lotion, да е плажа. Можам, мислам, че го носам секако. А сега, мој опинион е дека следниот парфем е парфемот на летото, барем за мене. И знам дека ќе ја здробам оваа боца. Иван не е свесен што го чека. Значи не е свесен. Не си свесен, значи сега што ќе мириснеш. Мирис на... Покажи само пакеджингот некој. Да. Го знаат, им го еднаш дека го онбоксам. Значи, ако имаш мислено подобар летен парфем, нели? Значи нема муаве за парфем. Мириса на ладно, брат. Да, во пакување. И мокито и мириса на ладно многу. Дај ти го прстам на кожа да видиш како од минтот како иде ладно. Да, бе, лимунада и мин И мраз и ладно. и спрај. Значи не можам да го опишам на видео мирисот на ладно. Нели? Мириса на... На ладно мириса стварно. пакеджингот. И вапорайзер добари. Перфектен летен и знаеш колку перформира, брат. Перфектна лимунада. 10 сати без проблем со 5 сати проекција. И тебе теретана го прстам не може да вежба. Не може да. Озбилно. Иван треба да ги рангира. Значи, Не знам да... пошто ни е толку јак ревјуот, ни цркна едната камера, сега снимаме од друга. Иван прави final ranking. Кој ќе е? Абе на крај. На крај. Добро. Ово си седи. Мој курни го напред малку. Вако човек. Бум! Значи знае. Имам, не сум спонзориран, ама имам многу доверба да ви кажам дека кој да го купи овој парфем, нема да зажали. Значи, овој парфем е нешто страшно. Особено сега за на лето, не знам каде е достапен, секаде е sold out, значи ја го чекав 2 месеца, можда месец-два, за да дојде пак да го најдам некаде, ама ако имате пристап до овој парфем, blind buy и ја гарантирам. Значи ја ќе ви платам ако не ви се свиѓа. Ја ќе ви. Ќе го земеме заедно, Суштена боца. Personal opinion, овој не е дека толку лош, туку имам лошо искуство со кокос и затоа е толку. Тај малку за кокос. Значи хейт, full хейт За кокос. Овој е многу алкохолен, не е мој тест. Мансерава Емансера, пак Емансера. уникатен, значи многу дека не е. уникатен, ама не е доволно, као не е колку. Нема вау фактор, до тоа се согласувам ја, не е вау. Овој surprise, овда Ама ово има премнос со цената. Затоа е толку горе, да. Овој има пренос со цената, така да ви треба некој за low budget, За да се тушира. blind buy, да се туширате со парфем, за во офис ова стварно добар.
Овој за мене меѓу најдобрите, дека е покомплициран, пософистициран. девојките викаат Последен. каре работа. А тоа е најбитно. Ама ако ви се свиди, да. ако ви се Значи, свиди ја, например, имам пираве, многу парфеми и Тели ако рече тайм аут и он оди во офсайд парфем. Одат во торбата за теретана. Да. а ово е перфект blind buy за летно време. Вие ставите лайк, значи само лайк, не ветерам subscribe, не ветерам коментар, не ветерам ништо друго, значи само еден лайк, значи така, само еден лайк. И што, снимаме следна тура на парфеми, така да ако сакате, ставете лайк, да снимаме следна тура на парфеми. Јас и мојот парфемуер, шеф, гуру, колега Иван.